практично што значи? Ако една спирива кошта 3700 денари, значи нашиот буџет треба само за една спирива да се покачи 3700. Се ветуваше дека ние како специјалисти по семејна медицина ќе имаме поголеми ингеренции во однос на нашите пациенти, во однос на давање на лекови, во однос на издавање на диагностички процедури, меѓутоа тоа се уште не е сторено, затоа упорно матичните бараат, значи една средба со правните служби, со промени на правните регулативи кои што доведуваат до вакви небулози. Многу лесно во светот матичните доктори, односно целиот овој правно-технички правен феномен функционира врз основа на еден клик, на едно обично кликање на програмата, на софтверското работење на програмата, да не мора константно да се дополнуваат истовремено со испраќањето на нови извештаи и на нови и на конкурентно на нови печатањето на цело време нови едни исти извештаи. Ако овака се продолжи, треба ние да речеме извини, квотата ми е надмината, купи си го на приватно. Во тој случај се прашува сериозно прашањето на ниво на држава, дали треба да постои фонд за здравство, дали треба луѓето да си ги чуваат парите, бидејќи еве сега имате хируршки сали на клиника кој што е врвот на медицината, луѓето треба да имаат пари за да отидат во Систина, да отидат во Ремедика, во болници каде што здравството функционира 24 часа, каде што има персонал, каде што безпрекорни се во однос на грижа, но секој нема пари да отиде во приватни болници.